Денеска почнуваме се на нова серија која се вика Растеж и ќе зборуваме за плодот на духот. Доктор Абрахам Тверски, еден еврејски теолог, еден рабин, раскажува на своја приказна за дента кога чекал во чекална кај својот заболекар. И вели вака, додека седел во чекалната, на телевизорот имал документарец и гледал таму што се случува. И гледал документарец за јастогот, овие како ракови што се морски, за како јастогот уствари расте. Јастогот е меко тело животно кое живее во еден тврд оклоп. И вели како што расте јастогот, оклопот му станува претесен. Јастогот однатре расте, ама оклопот останува тесен. И јастогот чувствува неудобност. Ја чувствува таа неудобност. Кога ќе го почувствува тоа јастогот оди под некоја карпа каде ќе биде безбеден, биде заштитен од предатори, го трга стариот оклоп, буквално го отвара, излегува од оклопот и во краток период расте нов оклоп, кој ќе му што вика Gen Z, кој му фитнува, кој му одговара. Му одговара тој оклоп. По некое време и тој оклоп станува претесен, јастогот повторно се враќа под карпата и истиот процес го повторува. За јастогот да расте, да порасне јастогот, тој првин треба да почувствува некаква неудобност. Мора да ја почувствува. Една нелагодност, една затвореност. Знаете кога си во некој затвор. Мора да го почувствува затворот во кој се наоѓа, за да го направи тој исчекор да расте во својот живот. Доктор Абрахам вели, ако јастозите имаат доктори, тој тоа го тврди, ако јастогот имаше доктор, моментот кога ќе почувствуваше нелагодност малце, оди кај докторот и тој вели, јастозите ако имаат доктори не може да растат. Зошто? Моментот кога јастогот ќе почувствува некаква неудобност, нелагодност, ќе отиде кај докторот. Докторот ќе му даде малце лексилиум или персен или у комбинација, знаете ова што е магнезиум со B12, тоа само нели. Така ли беше, променам? Идат заедно и нешто друго и готово, се чувствува подобро. И вели, и никогаш нема да го отворли стариот оклоп. Едноставно ќе биде во таа позиција во која е. Кој е решението за неудобност која го чувствуваш во животот? Значи, неудобноста која чувствуваме е неизбежен дел од нашиот секојдневен живот. Неудобно се чувствуваме секогаш. Прашањето е каде го наоѓаме решението. Ако читаме библиската приказна од почетокот, Адам решението го најде во Ева. Тој се почувствува неудобен и го најде решението во Ева. Тој кажа, она е крива. Не сум јас. Значи, она ме натера да јадам од тоа што не требаше. Некој ќе го најде решението во системот. И кажеш, системот е крив. Целиот систем е дизајниран за никој од нас да не успее. Некој ќе го најде решението во црквата. Ќе каже, нашава црква е толку катастрофална, едноставно не може човек да расте таму. Некој веќе се откажа од решение, па преминува на некој цинизам. Растењето е дел од секој еден од нас. Тоа е плод на духот. Ние треба да растеме во плодот на духот. Самата идеја за растење, самиот концепт на растење, открива веќе некаква неудобност. Да кажеме дека некое растение расте. Како расте одредено растение? Првен, треба да сватиме дека растението расте наспроти сите сили на гравитација кои го влечат надоле. Растението расте нагоре, спротивно од силите кои го влечат надоле, цело време. Обично кажуваме дека рибата е жива, затоа што плива наспроти што? Наспроти теченијето на водата. Да се биде жив, значи да се почувствува тој отпор, кој инаку те одвлекува, да се почувствува таа некоја налагодност, кој те влече во еден правец. Па дури и децава, сега имаме бебиња тука, кои се уште се многу зависни од мама и тато и некој да ги држи у рацете за да идат од точка А до точка Б. Но моментот кога тие стануваат независни, како расте бебето? Секој чекор го гледам од страна како да е мака. Едноставно е мака да се подигне детето да стои на нозе. Па после да го направи првиот чекор
И нормално, во тој процес на учење што се случува? Децата константно паѓаат. Константно паѓаат. Чувствуваат ненормална нелагодност. И што велиме ние возрастните? Ќе видиме дете остално паѓа, викаме, така се што? Така се расте. Падни стани. Тоа е тоа. Почувствуваш нелагодност, растеш. Неудобноста и страданијата кои ги имаме во животот се дел од процесот на растеж и ние никогаш нема да видиме во состојба да го направиме овој живот доволно удобен да нема никакви страданија и никаква неудобност. Чудото во целата работа, јас ќе ви кажам, не е дали има или нема неудобности и страданија. Не е тоа чудото. Чудото е како Бог уствари ги користи тие страданија и како Бог е способен да искористи некоја неудобност за да не порасне. Овој примерот со јастогот што го кажав, реално многу ме потсетува на некои мои животни ситуации во кои јас сум се нашол. Многу важни ситуации. Но, поентава е, морам да бидам јас навикнат да чувствувам некаква нелагодност, некаква неудобност, за да можам да растам. Доколку го прифатам моментот, сезоната, болката, неудобноста и отидам под таа карпа, каде ќе бидам заштитен во тој период на мојата ранливост, во која се чувствувам, кога сум нелагоден, кога чувствувам неудобност, и барам од Господ, го отврлам стариот оклоп кој ме штити, кој ми бил удобен и разбирлив до тој момент, и се борам, и растам во тој момент. Веројатноста е голема да порасне нов тврд оклоп околу мене и да добијам нова слобода и сигурност и да пораснам во некој во кој јас самиот никогаш не би се ни замислил дека можам да пораснам. Ако ја прифатам ситуација, не да ја прифатам со лексилиум или со персен или со магнезиум, со аспирин, што е да пиете, не знам што пиете. Да прифатам ситуацијата така како што е, да отидам под таа карпа и да видам во што Господ мене сака сега во овој момент да ме порасне. Да го прифатам тој момент на ранливост и да видам што Господ сака со мене да направи. Како тоа се случува? Како растеме ние духовно? Како растеме во плодот на духот? Пред да тргнеме од почетната точка на оваа серија што ќе проповедаме за растежот и како ние растеме, сакам денес да видиме за некои аспекти од нашиот живот кои не спречува да растеме. Има и такви работи. Ќе погледнеме некои аспекти од живот кои го задржуваат нашиот растеж. Едноставно не можеме да пораснеме. Колку и да се трудиме, не може да пораснеме. Вчера слушав еден подкаст за Прва светска војна и како генералите тогаш гледав или слушав подкаст. Слушав подкаст за Прва светска војна, каде генералите прв пат се соочуваат со такво оружје, на дистанца. Некој од нив последната војна што имале било со мечеви, со некои пушки, али не со артилерија тешка. И така да они на еден стар начин се обидуваат да победат на нова војна. И што се случува? Ја пуштаат пешадијата и овие со митралезите лом прават. Се обидуваат повторно, овие пак лом прават. И еден генерал се обидал исто да направи 11 пати. И се ја испотепал цела армија. И вика овој подкастерот Том Холанд, доста историчар, вика бе, нели е тоа уствари на некој начин некаква карактеристика за луѓето кои имаат разумски потешкоти. Се обидуваат на ист начин да постигнат, правејќи иста работа, се обидуваат да дојдат до различен резултат. Едноставно, ако не бива, смени го начинот на кој ги правиш работите. И отприлика, сакам да го поставиме прашањето како ние растеме, да не сме заглавени во некои наши, како да кажам, кружни некои действувања во кои ние не може да пораснеме. Кои работи во нашиот живот го задржуваат растежот? Една тема која ја проучував малце и размислав за таа тема во последните неколку недели беше неблагодарноста која како плод го раѓа незадоволството. А зошто ми дојде таа тема на ум? Затоа што во последно време сваќам колку незадоволството
незадоволството како состојба на постојање е многу присутна во Македонија. Незадоволство. Тоа е нешто кое онака савети од нас. Незадоволство. Незадоволство кое не е само од политиката или не знам што, незадоволство како животен стил, начин на живење. Ние сме веќе незадоволни од ништо. Незадоволството доаѓа како еден плод на неблагодарноста. Тоа состојба кој го руши, кој го гуши плодот на духот. Кога тоа ќе стане начин на живот, не постои животен контекст во кој ќе бидеш задоволен и благодарен. Не постои. Нашите македонци имам неколку прилики со наши македонци кои си заминале од тука, кои се некаде, да зборувам со нив сега. Нашите македонци си одат од тука ради незадоволство, не се задоволни, ако си задоволен тука кај што си, ќе останеш. Многу ретко одат луѓе од сосема други причини. Ама не, луѓе кои си одат од тука ради незадоволство, често пати тоа незадоволство ги прати таму каде што одат. Пример, не дека они живеат во лоши услови таму кај што се преселиле, но почна ли муабетот за Македонија? Леле, тоа испукува као балон. Как Македонија? Не ми зборите мене, ја што и така. Лудница вака истекува. Имам чувство као куче ќе почне да ржи и после другото почнува да ржи и ова првото малку повеќе и почнува да се дава вака кучиња. Кога ќе почне се зборува за незадоволство. По некое време незадоволството продери во нивните тамнешни животи. Незадоволството кај нас се подигнало како највисока доблест тука. Да бидеш незадоволен е морално стојалиште на кое ти стоиш над другите. Има еден надпревар кој е по-незадоволен од ситуацијата во која се наоѓаме. Во таквиот светоглед, највреднуваната активност е бунтовност, револуција, цинизам, гнев, борба за некаква правда, лична или обштествена. И во најголема мера таа борба се темели на нечија самоправедност. Јас никош така не би постапил и така натаму. Во таквото окружување, кој е резултатот? Ако го генерираме тој дух, ако растеме во тој дух, малце негативно се, ќе одиме на позитивните работи, стрпете се малце. Но каков производ, каква ситуација, каков контекст произведува таквиот животен стил? Во таквото окружување, радоста станува престап кој треба да се казни. Радоста е престап. Неразбирливо е како некој може да биде задоволен и благодарен во еден таков контекст. Неразбирливо е како некој може да молчи, да не се приклучи на галамата на незадоволство и неблагодарност. Таквиот мора да се казни. Радост е проблем. Втора работа. Слободата станува утопија за не толку свесните, со кои треба да се подигруваме или да откриеме од каде нелегално ја заработиле таа слобода. Има слободи од некој околу нас, има некои кои уживаат во некаква слобода, ама кај се снашле тие да дојдат до таа слобода и до таа радост? И трета работа е, надежта звучи навредливо, бидејќи е толку далечна и нереална. Оние кои зборуваат за некаква надеж, благодарни и задоволни во условите во кои се надавени на сите, тие се надвор од реалноста за нас. А сите оние околу нив има да ги повлечеме во реалноста. Значи, ако некој е надежен околу нас, наша света должност е да го повлечеме доле во нашата безнадежност, затоа што тоа е реалноста. Како може некој да биде нереален и да биде во надеж? Незадоволство кое во суштина произлегува од неблагодарноста во контекст на црквата ме потсетува на една од почите за кои Исус зборува во параболата за сејачот и семето. Незадоволството ме потсетува на почвата во која посеаното од сејачот паѓа на почва каде што има трње. Ако се сеќавате на таа парабола, на таа почва сејачот сее и семето паѓа помеѓу трњето. Семето дава стебло, пораснува некако стебло, но растат и трњето и почнува да го гушат тоа стебло и тоа стебло не може да произведе никаков плод.
кој ќе споредам оваа ситуација тука, стварно со некој подобро општество, западно општество, каде што има повеќе ресурси, повеќе не знам што све има, помалку се чека на шалтер и така натаму. Навистина фрустрирачки оваа ситуација кај што се наоѓаме ние. Но затоа што слушам еден подкаст, за тоа што ви кажав, се вика The Rest is History, не го рекламирам, ама многу добар. Тој подкаст, всушност дознав, не дека не го знаев тоа, ама на еден нов начин дознав дека животот за луѓето, за обичните луѓе, до пред 100 години, животот на целото човештво до пред 100 години, бил малце подруг од сега. Малце подруг. Условите во кои живееш ти сега, се мисли на удобноста во домот, пристапноста до тоалет, топла вода, туш, лекови и безбедност, биле достапни до пред 100 години. Биле достапни само на царските фамилии. Само царот живеел во една таква ситуација, но и не толку добра како што вие живеете. Да почнеме со ова. Развојот на медицината, заштитата од бактерии и паразити не спаселе од една од најраширените болести до пред 100 години. Јас бев фрапиран да научам дека најголем дел од човештвото, во историјата на човештвото, умреле од, како се каже тоа, дезинтерија. Знаете што дезинтерија? Веќе не ни постои дезинтерија тука, кај нас. Затоа што ние имаме сапун, се миеме, немаме многу бактерии, паразити и така натаму. Дезинтерија значи ќе влегуваат паразити, затоа што не може да ги убиеме паразитите и бактериите, влегуваат внатре во тебе и ти имаш болна смрт. Нема тука многу деца. Најголем дел од човештвото умреле од диареја. Колку да звучи чудното. Од една обична работа, за која јас сега имам апчиња дома, ќе се напијам и ми се смирува желудникот, цревата, ја обновувам цревната флора. Што е да значи тоа? Појано што е. Али помага. Многу помага. Голем дел од човештвото во историјата умреле од таа работа. Слушајќи ги сите тие епизоди на тој подкаст, во кои историчарите зборуваат за секојдневието на предмодерниот човек, разбирам дека многу од тие удобности денес ги земам здраво за готово. Не се работи само за хигиената. Не се работи само за тоа. Се работи и за условите во кои јас можам да видам поединец кој живее во слобода, релативно слобода, и уште повеќе да видам христијани без било каков страх. Сето тоа го земаме здраво за готово. Сето тоа. Тоа се придобивки за кои луѓето во историјата можеле само да сануваат во голем дел од историјата. Многу придобивки. И тука доаѓам до неблагодарност. Неблагодарноста на мојата генерација, која раѓа незадоволство од и во животот, во библискиот поглед на човековата историја се наоѓа на самиот почеток на проблемот и на самиот крај на проблемот. Неблагодарноста и незадоволството се наоѓаат на почетокот на проблемот од човештвото и на самиот крај на проблемот на човештвото. Каде може да го најдеме тоа? Во Римјаните првата глава, 21 до 24 стих, видите како апостол Павле им пишува на Римјаните за еден од примарните проблеми на човек. Каде човекот се свртел од правиот пат. Вели вака, зашто? Кога го познаа Бога, се мисли на самиот почеток, на времето, тие не го прославија како Бог. Ниту пак му, што не направија? Не му благодарија. Го има текстот тука. Го нема текст. Сега в поента да направам. Значи, тие не го прославија како Бог, ниту пак му благодарија. Туку се заблудија во своите помисли и неговото неразумно срце им се помрачи, тврдејќи дека се мудри, тие обезумија и славата на непропадливиот Бог ја заменија со лик на смртен човек, на птици, на четироножни животни и на лазачи. Сиката од каде доаѓа идолопоклонството? Идолопоклонството е како follow-up на неславење на вистинскиот Бог и неблагодарност кон вистинскиот Бог. И доаѓаш до идолопоклонство. Не е идолопоклонство, па Бог се објави. Не, првим Бог се објави, па доаѓа идолопоклонство. Како резултат,
на непрославување на живиот Бог и неблагодарноста за тоа што тој го направил. Значи, прво, спознавајќи го Бог, првиот чекор беше тоа што тие не го прославија, а бидејќи не го прославија, тие не беа благодарни. И веќе резултатот беше дека ништо во животот не можеше да ги задоволи. Во продолжение на овие стихови апостол Павле зборува за изопаченоста, како Бог уствари ги предал луѓето на нивната изопаченост. И резултатот е катастрофален. Во таквиот живот ништо не е доволно. Не постои продукт, статус, удобност или телесно задоволство кој во тебе ќе произведе задоволство за животот, бидејќи коренот е неблагодарност. Тука завршува малку. Неблагодарноста се наоѓа на самиот почеток на падот на човекот, но се наоѓа дури и на самиот крај. Кога апостол Павле го пишува своето последно писмо до Тимотеј, во 2 Тимотеева 3 глава 1 и 2 стих, вели вака: но знај го ова, во последните денови, апостол Павле пишува, во последните денови ќе настанат тешки времења, зашто луѓето ќе станат себељубиви, сребролюбиви, самофалци, горделивци, хулители, непокорни кон родителите, неблагодарни, неправедни, безбожници. Неблагодарни. На самиот почеток и на самиот крај стои токму тој момент. Неблагодарност, незадоволство. Незадоволството најчесто во наш контекст ќе биде оправдано. А вистина системот нема да работи. Реално, мене ме фрустрира тоа. За да положам за мотор, треба да направам 3-4 чекори кои немаат никаква логика за мене и треба во тој дигитален свет да им однесам потврда ваква книжна, за да ми става печат. Печатот кај нас е најважен. Немаш печат, не можеш ништо да направиш. И ме фрустрира системот. И ќе биде оправдано незадоволството. На вистина, црквата нема да биде небо на земјата. Доаѓаш, влегуваш натре, со очекување дека тука се светци, кои лебдат барем 5 до 10 сантима од земја. Зашто се свети луѓе. Сваќаш, гледаш дека тука луѓето се скршени, и тука луѓето не се баш светци. Семејството нема да биде како во некој филм што си го гледал. Влегуваш во семејство, почнуваш брачен живот, не знам, имаш деца, го замислаш животот со деца. Ќе биде песна, човече. Песна, ама песна на викање у кола додека патуват од точка А до точка Б. Виж дека не е баш толку едноставно. Не тој некој филм што си го изградил во глава. Но дури тогаш, јас и ти имаме избор да гледаме на нештата, да ја почувствуваме неудобноста и да се напиеме апче, или да избегаме, или да бидеме цинични, или има уште една друга опција. Ја чувствуваш неудобноста, имаш уште една опција. Ако не си дел од решението, се сеќавам кога бев дете во Хрватска, живеев, и тоа беше многу јака реченица, си ја запамтив тогаш, не е некој голем откровение, но тој проповедник еднаш кажа вака: ако не си дел од решението, тоа си дел од проблемот. Независна страна не постои. Прашањето е, дали си дел од решението или си дел од проблемот? Дали си дел од решението? А како можам да видам дел од решението? Како можам да растам духовно и да го растам плодот на духот во мене? Во каква клима можам јас тоа да го правам како поединец и како заедница? Една од важните работи кои локалната црква ќе ја има како задача, и имаме како задача сите ние, почнувајќи од пасторот, кој има голема задача, но и секој еден од нас, е да создадеме на здрава околина за растеж. И тоа зависи од секој еден од нас. Зависи од мене, зависи од водачот на славање, зависи од водачите на мали групи, зависи од некој асистент тука, од администратор, од сите тие кои сме вклучени, од медијативот, и зависи од секој еден од вас. Сите заедно да создадеме една здрава околина за растеж. Тоа мора да претходи за да може да порастеме како што треба. И знаете ли што? Тоа е многу логично. Веројатноста е многу мала да дете од една тотално дисфункционална фамилија со насилство, со оно, да испадне најгоре. Треба Божјо чудо.
да тоа дете го премине тој таа скршеност, сите тие работи. Треба Божјо чудо да детево тргне по добар пат и да нема последици. Исто и овде. Ние мораме да создадеме една здрава околина, сите ние, во кој овој плодот на духот ќе расте во нас како поединци и како заедница. И тоа зависи од секој еден од нас тука. Прашањето е, дали си дел од решението или си дел од проблемот? Нема друго прашање. Сакаш да бидеш дел од решението? Ќе зборуваме за тоа. Што е првото нешто кое се случува веднаш после раѓањето на верата во мене и во тебе? Се родила верата во нас. Што е првото нешто што се случува? Речи си во истиот тој момент кога се раѓа верата. Апостол Јован ни кажува во првата глава 12 стих. Вели вака: а на сите што го примија, на сите што веруваат или поверуваа во неговото име, им даде моќ да станат Божи деца. Веднаш после раѓањето на верата, веднаш, речи си во истиот момент, ти стануваш дел од едно ново семејство. Ти не остануваш сам. Твојата вера не е индивидуална само. Ти стануваш дел од едно семејство. Всушност, незамисливо е да бидеш човек од вера, а да не си дел од заедницата на верните. Тоа е незамисливо. Црквените оци во голема мера, не знам кој беше, кажува сам христијанин, нула христијанин. Тоа не е можно. Не само што е незамисливо, туку е невозможно, бидејќи одделувањето од Божјата заедница директно влијае во самата вера. Мислиш дека можеш да имаш вера сам? Пробај па да видиш. Пробај. Контекстот на заедница би требало да ја создаде поволната клима и услови за растежот на плодот на духот во нас, кој всушност е идеалот кон кој растеме сите ние, кој е по примерот на Божиот син Исус Христос. Јас и ти секојдневно треба да растеме во неговото обличе, кој апостол Павле го опишува во Галатјаните 5 глава. Кој е Божјото обличе? Дали е облеката што ја носам, дали е фризурата која ја правам, кој е Божјото обличе? На кој начин јас станувам посличен на Исус Христос секој ден? Ако го растам плодот на духот. А кој е плодот на духот? А плодот на духот е љубов, радост, мир, долготрпеливост, благост. Тока не фали многу во Македонија. Сите имаме, веќе нема ни фител, не е краток фител, немаме фител. Све експлодира околу нас. Благост, добрина, верност, кротост, воздржливост. Против таквите нема закон. Која е таа поволна клима со поволни услови за растење на овој плод од духот во заедницата? На кој начин ние го растеме плод на духот? На кој начин одговорноста е на заедницата, со тоа што на некој начин одговорноста е наша на заедницата, со тоа што првин ќе ја разбереме личната одговорност да создадеме таква клима и такви услови помеѓу нас. Писателот на Евреите ја охрабрува таа заедница токму за создавање на таа клима во која плодот на духот слободно ќе расте. Писателот на Евреите ја охрабрува заедницата да создаде погодна околина, затоа што предусловите веќе биле создадени од Господ Исус Христос. Да знаете вака се. Нашата работа не е да почнеме да градиме од нула, затоа што ние не може да почнеме да градиме од нула. Ние бевме минус 50, Господ Исус мораше да дојде, да не искупи од таа бездна, од тој минусен број во кој се наоѓавме, да не стави не на нула, не на позитивна нула. А ако нашиот растеше 100%, Исус ги прави условите да сме на 99%. И тој не повикува едно партнерство, заедно да дојдеме до 100%. А кои се тие предуслови кои Исус Христос ги постави? Во Евреите 10 глава 19 до 21 стих вели вака: и така, браќа, штом имаме слобода да влегуваме во светилиштето преку крвта на Исус, по нов и жив пат, што тој ни го отвори низ завесата, односно преку своето тело, и бидејќи имаме велик свештеник над Божиот дом, велик застапник, велик посредник над Божиот дом, тогаш сите ние сме повикани нешто да правиме. Што сака да каже писателот на Евреите? Прво, ни кажува дека имаме слобода.
Слобода преку крвта на Исус Христос. Тоа значи дека без жртвата на Христос ние не сме биле во состојба да направиме апсолутно ништо. Немаме слобода. Ние сме биле заробени. Крвта на Исус Христос нас не ослободува. Нас не ослободува како битие, да можеме повторно да имаме право на избор. Крвта на Исус Христос нас не ослободува. Тој вели, преку Христовата жртва која беше на крстот, преку неговото тело, тој ни отвори пристап преку неговото тело. Телото Христово беше прекршено. И тука тој го споредува телото Христово како завесата која во храмот беше разделена на два дела и се отвори пристап до светилиштето Божјо, во храмот Божи, каде што Бог престојува. Христос тоа го направи. На нас ни даде пристап тоа да го направиме. Тие се работи за кои ние ништо не можеш да направиме. Што сакаш можеш да направиш, не можеш да си помогнеш. Затоа Христос, преку неговата крв и преку неговото тело, на нас ни даде слобода и ни даде пристап во Божјото светилиште. И на крај вели, сигурност преку Христовото посредување пред Таткото. Ние сме сигурни, знаејќи дека Христос, кој во првите два случаи тој умре, ја даде својата крв, пролеа својата крв и го прекрши своето тело, тој умре, но сега затоа што стои кај Таткото, тој воскресна. И можеме да бидеме сигурни дека тој, стоејќи таму, тој не стои таму кога еден полицаец кој сака да не обвини. Да каже, види го Живко што направи. Види го овој, запиши го овој грев да не го забораваме. Овој катастрофален грев. Види ова, помисли што направи. Не. Исус е застапник кој стои таму кај Таткото цело време, првосвештеник, кој посредува за нас. Преку неговата крв, неговата смрт и неговото воскресение. Тој кажа на Таткото, Живко е мој. Прости му Господи. Прости му Татко затоа што тој не знае што прави. Тој верува, тој се надева на мојата жртва. Кога го гледаш него, гледај ме мене. Он ја зема мојата праведност. Јас му ја давам мојата праведност. Живко е моје дете. Тој тоа го прави постојано. Тој е неговата задача сега пред Таткото. И тој го возможи. Тие се сите предуслови кои Господ Исус Христос ги направи за нас. За јас и ти. Да можеме да учествуваме во она во кој Исус нас не повикува. Јас секогаш кажам дека Господ нас не повикува во партнерство. Има и наш дел, наша улога, наша одговорност во целиот тој процес. Често зборуваме дека растението на плодот на духот во нас всушност е лична одговорност. И тоа го кажувам. Тоа е лична одговорност. Јас не можам да го растам плод на духот во тебе. Ти мораш да се ангажираш и да го растеш тој плод на духот во тебе. Ти и Светиот Дух работите на тебе. Тој е принципот. Да растеш ти во тој плод на духот. Но тоа е многу важна работа. Ние мораме да разбереме дека ние сме одговорни да создадеме заедница или поволна околина, поволна клима во која секој еден од нас ќе биде поттикнат да го расте плодот на духот. И тука доаѓаме сега до нашата улога. Христос нас не откупи од бездната, не крена на точка каде што ќе можеме сега да растеме, имаме слобода, имаме пристап, имаме сигурност во него и сега не повикува. Сега ние сме во состојба всушност да градиме нешто. Сега ние сме способени да допринесеме во тоа негово царство. Што вика писателот на Евреите? Во што ги повикува евреите да пристапат? Вели вака, во Евреите 10:20-25, да пристапиме со искрено срце, во полна вера, откако ќе ги очистиме срцата од зла совест, со попрскување и откако ќе го измиеме телото со чиста вода, и цврсто да го држиме исповеданието на нашата надеж, зашто верен е оној што го даде ветувањето, и да бидеме внимателни еден кон друг, за да се поттикнуваме кон љубов и добри дела, не изостанувајќи од нашите заеднички собори, како што некои имаат обичај и така натаму. Прва работа, писателот ги повикува евреите на искрено срце. Многу од нас тоа го имаат оставено во некаква далечна историја. Што мислам на тоа? Искуството не натерало да сме многу предпазливи и на сите начини да го заштитиме нашето срце.
Во последно време, средбата со христијани со искрено срце ми е како освежување како соладна вода. Знаете, кога пристапуваме во верата, ние сите пристапуваме со искрено и чисто срце. Но гледаш дека и во црква луѓето, ќе гледат, искористат, и го затвараш срцето. И почнеш да се штитиш. И почнеш да пристапуваш дистанца и така натаму. И веќе пристапот не е со искрено срце. Многу малку е со искрено срце. Тоест, отворен си за некакви односи, стварно си отворен, но тој бафер зон, што го викам, тој некој бафер зон е страшно голем, предусловите за отворено срце се многу големи, едноставно ти остануваш во некаква изолација. Па дори во страх, дека некој цело време гледа да го повреди срцето. Или искрено срце. Искреното срце носи невидена слобода за тебе, но и за другите околу тебе. Искреното срце е страшно разоружувачки. Те разоружува. Кога ќе пристапиш кон некој кој има искрено срце, таа искреност мене ме разоружува, ме ослободува. Чувствувам многу интересна слобода кога сум во присуство со луѓе кои имаат искрено срце. Тоа е неверојатно нешто. Дури кога темпераментот има малку поостар или каков и да е, ама ако срцето е чисто, немаш никаков проблем да се чувствуваш слободно околу луѓе. Немам никаква потреба да го кренам гарда. Знаеки дека има чисто срце. И тоа не можам да го ставам во некаква формула, не можам да кажам еве ги 3 чекори до чисто срце. Тоа е таков живот. Каде што ти се чувствуваш слободно во нечие присуство, со чисто срце, да бидеш тој кој што си. Чисто срце, искрено срце. Втората работа во кој ги повикува, тој првата работа, тој првиот чекор да се создадат услови во нашава заедница за растеж. Вториот чекор е полна вера. Ние пристапуваме во полна вера и никогаш не сме повикани да бидеме световни реалисти, кои во крајна форма сме обични материјалисти. Ние сме луѓето на верата, бидејќи само оние кои поверуваа ја примија таа привилегија да станат синови и ќерки Божи. Само оние кои поверуваа, не реалистите, тие кои поверуваа. Нема да ги симплифицираме нештата, од нас се бара вера, полна вера. Тоа е второто покривало на таа една како да кажам, на тој контекст во кој ние создаваме клима за растеж на дух. Трето е исповеданието на надежта. Без разлика на околностите, ние сме заедница која проповеда и живее надеж. Таа тема никогаш, апсолутно никогаш не смее да излезе од нашата уста, од нашето срце, од нашите мисли. Ние сме луѓето на надежта. Ние престојуваме во надежта, Господа. Тоа е нашата состојба во која ние се наоѓаме. Кога човек ќе не погледне од страна, пораката која треба да ја заклучи без избор да кажеме, е да ги види зраците на надежта кои излегуваат од нас. Не да не видат како намкјор, како незадоволен, како не знам што ли све не може да не видат. Затоа што може да не видат. Дали зраците на надежта зрачат од нас? Затоа што ние сме луѓето на надежта. Тоа е нашиот пристап. А како ја растеме таа околина околу нас? Така треба да изгледаме, но како ја растеме таа околина? Како ги создаваме тие услови? Писателот на Евреите вели вака: да бидеме, прво вика, внимателни еден кон друг. Да бидеме внимателни еден кон друг. Да се поттикнуваме кон љубов и добри дела, да не ги изоставаме собранијата и да се поучуваме еден со друг. Почнувам овој дел од стихот 24, каде писателот ги предизвикува и охрабрува слушателите да се поттикнуваат еден кон друг, еден на друг кон љубов и добри дела. Всушност, во други контексти тоа би значило да се поттикнуваат еден на друг да го растат плодот на духот. Во тоа ги поттикнува писателот. Знаете, новозаветната дефиниција за заедништво е следна. Без разлика на повредите, кои си ги добил, без разлика на разочарувањата кои ги имаш во твојата историја, без разлика на историјата што ја имаш,
во тој контекст во кој се наоѓаш, неблагодарноста и незадоволството не се опција. Не се опција. Мислите дека писателот на Евреите никогаш не искусил предавство во заедница? Тој што го пишува во послание. Не искусил предавство од своји браќа и сестри во заедницата? Мислите дека никогаш не бил повреден? Мислите дека никој никогаш не искажал, не го нападнал со краток фитил? Тој човек. Мислите дека он живеел во некој контекст во кој он е заштитен од сите тие повреди? Мислите дека писателот овде во овој контекст е наивен идеолог? Ние сме повикани да се приближиме толку близко еден до друг, со тоа што ќе се поттикнуваме еден на друг кон љубов и свет живот. Ние не сме повикани да се оддалечиме еден од друг. Повикани сме да се приближиме еден до друг, до толку што ќе се поттикнуваме еден со друг. Но како? Прва работа е, нема да се коригираме едни со други. Мора да внимаваме кои зборови користиме. Нема да се коригираме едни на други. Нема да се дисциплинираме едни со други. Нема да се оговараме едни со други затоа што, нели, кога збориме, кога јас и Даниел зборуваме за Саше, ние зборуваме за негово добро. Знаете, ние го сакаме доброто, затоа збориме ние за него. И тоа преминува во оговарање. Првите 2 секунди се со добри мисли. Веќе третата е, ние сме подобри од Саше. Толку. Библијата користи други зборови да го опише создавањето на таквата околина за растеж. Наместо коригирање, дисциплинирање во таа слободно и недефинирана форма на разбирањето, во која ние го взимаме, зборување едни за други да си помогнеме, нели оговарање, ќе треба, што вели писателот на Евреите, да се поттикнуваме. Да се поттикнуваме едни со други кон љубов и добри дела. Создавање на околината преку тоа, ние создаваме околина преку тоа што ние сме внимателни едни кон други. Лесно е да се испукаш, многу е лесно да се испукаш. Пробај да бидеш внимателен. Пробај. Грчкиот збор кој тука се користи е катанумен, да размислуваме и да промислуваме за начини како да пристапиме еден на друг. Тоа значи тој збор. Да промислуваме, да контемплираме, контемплација за тоа како му пристапам на другиот. Многу лесно да кажеме, јас ја кажам вистината и тоа е тоа. Не. Писателот вели, размислете на кој начин да бидеме внимателни едни со други. На кој начин да ја кажеме таа вистина. Види во каква состојба е човек. Види што му треба. Види кај е болката. Види во што се случува околу него. Размисли, контемплирај малце. Биди внимателен еден кон друг. Вториот чекор е да се поттикнуваме едни со други. Поттикнување пред се во живење, во љубов и вршење добри дела. Ние се поттикнуваме во живење, во љубов и вршење добри дела. Нека вашиот живот биде поттик за некој до вас да сака да ви имитира. Да се имитираме едни со други, се поттикнуваме со тоа што мојот живот ќе го рефлектира тоа во кој јас сум повикан. Плодот од духот кој треба да расте во мене, да биде толку очигледен што тој до мене што ќе каже, ќе види, ќе каже јас сакам да бидам како него. Тоа да го правиме. Не да бидеме гласни да видиме кој е поуправо, кој повеќе знае. Туку мојот живот да го рефлектира плод на духот, дури и без збор да кажам, да го поттикнеме блискиот до нас, тој е ближниот до нас. Еден таков живот да се поттикнуваме. Трета работа која писателот тука кажува е присутност. Присутност во неговите зборови, не изостанувајќи ги собранијата, како што некои имаат обичај. Немојте да сте надвор од црква. Недела сабајле е многу важен аспект. Во ова серија ќе зборуваме за недела сабајле. Не изостанувајќи од собранијата. Присутноста е многу важна. Присутноста е многу важна. И секако зборувам за нормални работи. Ако сакам да градам однос, вистински однос со мојата сопруга, јас морам да бидам присутен. Јас не можам да дозволам да бидам одсутен. Одсутен во мислите, одсутен во физички, одсутен во секој еден аспект и да очекувам добри резултати. Не може тоа. Морам да бидам присутен. Морам да бидам присутен. Не изостанувајќи од собранијата. И четвртиот дел кој тој го кажува да се поучуваме
еден со друг. Во други преводи зборот е пракалунтес или охрабрување, да се охрабруваме еден со друг. Да се охрабруваме еден со друг, дури во тоа да имаме надпревар, кој колку ќе го охрабри другиот. Не кој колку ќе го разочара, потисне другиот, туку кој колку ќе го охрабри другиот. Да има еден таков надпревар. Кој ќе те видам, јас треба да кажам, супер е, значи расти во таа работа. Да те охрабрам. Да не биде надпреварот јас, што се јас упоминал, ти не ме знаеш мене, или не знам што. Тоа не е, тоа е лош надпревар. Тоа е катастрофален надпревар. Тоа е потиснување еден на друг. Охрабрување на друг е да охрабриш некој да расте. Да го охрабриш. Во тоа сме повикани. Да се охрабриме едни на други. И трикот, магичниот трик во сето ова што сега го зборев, е нашиот ментален склоп. Како пристапуваме на оваа порака? Кажеш, добро, тоа треба да го правиме. Но еве го трикот. Не треба да размислуваш за тоа што го зборам, за тоа како ти да бидеш примател на овие услуги кои црквата ги дава, како ти да бидеш давател на овие услуги. Сега кога го зборувам тоа како црквата треба да изгледа, како треба да биде контекстот во кој ние растеме. Нема да размислуваш, чека се јас ќе седнам од страна со скресени раце, да видам дали оваа црква е така. Тоа е многу лесно. Почнуваме да размислуваш, дали јас сум таков во оваа црква? Дали јас всушност ова сега, што беше зборувано, навистина го живеам? Дали сум благоверен? Дали сум задоволен? Дали сум човекот на надежда? Дали ги поттикнувам браќата и сестрите околу мене за љубов и за добри дела? Дали јас придонесувам? Дали јас ги охрабрувам браќата и сестрите околу мене? Дали сум инволвиран во оваа служба? Дали зборовите на Јован Крстител се реално за мене? Тој да расте, Христос да расте, јас да се смалувам. Дали тоа се зборовите кои јас можам вистински онака да ги кажам да бидат реално за мене? Трикот е во тоа. Нешто црквата може да направи за тебе, туку што ти можеш да направиш за црквата. Тоа се познати зборовите од амерички председател. Но како да бидам давател, а не примател на овие услуги? Како да бидам оној кој допринесува да изгради една ваква атмосфера? Ќе ви кажам зошто е тоа важно. Дали создаваме здрава околина за растење на плод на духот во нас е многу важно од неколку аспекти. Прво, дали таа околина за здрава околина и услови за растење на плод на духот во нас е создаден за луѓето кои доаѓаат во верата. Прво нешто што ќе го одлучат е да го растат плод на духот. Дали имаме таква околина околу нас? Кога ќе дојдат луѓето во црква, прв пат доаѓаат тука, ја гледаат оваа атмосфера, дали првиот поттик им биде јас морам да го растам плод на духот во мене. Јас треба да растам во љубовта, во добрината, во долготрпеливоста, во кротоста. Дали тој е и првиот импулс кој луѓето го имаат, или првиот импулс е чекај да видам каква е ситуација тука, овој тука може да нападне, овој тука е. Каква околина создаваме сите ние? Е многу важно прашање. Едно малку подолгорочно прашање, кој мислам дека сите нас не засега. Може да кажеш, добро се, на секој е да си го расте плод на духот. Дали создаваме здрава околина како заедница за нашите деца од најрана возраст да го растат плодот на духот во нив. Кога нашите деца ќе трчат тука околу нас, кога мислиме дека они две пари не даваат за тоа што се дешава тука, само им интересно и трчат и така натаму. Кога тоа ќе го мислиме, кога децата трчат тука, дали они трчат во атмосфера, во погодна атмосфера за тие да го растат плодот на духот во нив. Каква околина создаваме ние? Одговорноста е на секој еден од нас. Не можеш да бидеш одсутен и да очекуваш децата да го растат плодот на духот. Не можеш да бидеш ненамерен, а да очекуваш плодот на духот да расте во твоите деца. Тоа не е возможно. Не е возможно. Да се расте нешто, значи да се биде ненормално намерен. Значи да се биде ненормално посветен. Тоа значи да се биде многу предаден и многу надежен, за да може нешто да порасне.
во тебе, да порасне во нас, да порасне во нашата црква. Оно што мене ми дава надеж е следното. Надежта ми е дека Господ Исус Христос го завршил целиот дел. Тој завршил се. А сега ни дава една улога да партиципираме и ние по оваа изградба. Се што треба да направиме е само да го следиме верно. Да го следиме верно, да го следиме предадено. Да нашите срца целосно бидат предадени на Него. И тогаш тоа стварно ќе расте со леснотија околу нас. Ќе создадеме прекрасни услови, каде што љубовта ќе цвета, каде што ќе имаме надпревар за добри дела, каде што ќе се надпреваруваме во охрабрување, и тоа ќе биде црквата во која ќе растат и нашите деца. Сакаме ли таква црква? Црква? Сакаме ли таква црква? Амин? Ајде да ја создадеме таа околина. Секој еден од нас. Нека се посвети целост. Оставете ги сите тие дистракции кои ги има околу нас. Оставете ги сите тие луди работи, таа безнадежност околу нас. Да се посветиме навистина, да изградиме Христовата црква. Да создадеме околина каде што ќе растеме сите заедно. И ќе бидеме благословени. И ќе бидеме благослов на околината. Амин. Да се помолиме за крај. Татко наш небесен, ти благодарам, Господи, што не повикуваш во Твоето заедништво. Исусе Христе, ти си овозможил апсолутно се. Ти си дал се. Ти си припремил се, ти си завршил се, Господи. Твојата жртва на крстот е конечна за секој еден од нас и сега не повикуваш да партиципираме во Твојата служба за овој свет. Господи Исусе Христе, благословени, биди со нас, дај ни сила, како што пеевме на почетокот, Господи Боже мој, каде јас сум слаб, ти си јак, Господи. Ти си јак, Господи Боже мој. Јас те молам, Господи Боже мој, создај една прекрасна околина во која плодот на Твојот свет дух ќе расте во секој еден од нас, лично и како заедница, Господи. Нека се приближиме први до Тебе и после еден према друг. Твоето име нека биде прославено, Господи, тоа го правиме за Твојата слава, Господи, во овој свет. Биди во благословен си Христе. Амен. Амен.